Вице-премиер Николовски, благодарам за овој разговор. Секојаш задоволство. Наспротив вашите тврдења дека третата делница од пругата кон Бугарија е неизводлива со овој проект од делегацијата на Европската Унија и од Европската инвестицијска банка, велат дека дизајнот на проектот е правен од меѓународни консултанти, исто така и тендерската процедура и дека сето тоа е работено за да одговара на намената. Како ги коментирате вие сега овие наводи? Па и коментирам на начин што веројатно не сакаат сами себе да се покажат и не сакаат она што го направиле да речат дека не е добро, но не е добро. Што се главните ваши аргументи? Првиот проблем е цената. Сиромашна држава како Македонија треба потроши 560 милиони евра за 24 километри пруга, што некаде доаѓа околу 24-5 милиони евра по километар, што ќе се согласите дека е екстремно скапо. И дополнително, можеби јавноста не знае, не се работи за брза пруга, се работи за спора пруга, односно за пруга од категорија Б, каде што брзината е 60 до 80 км на час. Се појавија јавно анализи, ќе одиме нели елемент по елемент. Се појавија анализи во јавноста дека таа цена и не е толку висока ако се споредува со цената. Јас ги видов тие анализи, се за 300 км на час Берлин-Париз, кој што се гради во моментов. Значи има категоризација. Има Прайм категоризација, категоризација А, категоризација Б и категоризација С. Оваа пруга е категоризација Б и оди со 60 до 80 км на час. И да ви кажам нешто, ја многу директен сум, немам влакна на јазик. Во ниеден од моите разговори со представниците на Европската инвестицијска банка и на дел други институции, јас од другата страна не слушнав ни еден стручен аргумент. Јас сум политичар, не сум стручњак, ама навлегов во ова. А од другата страна, овие кои што треба се стручњаци, политички одговори ми даваат. Битно е ова, треба да се поврзите, добро е да го направите. Добро, можеме ли да го завршиме? Но дизајнот на проектот го правеле стручњаци, не го правеле политичари. Јас не сакам да стигнам до Ново Охрид Кичево, иначе јас да бев друг тип на карактер, ќе се завршиш ова, никој немаше да го знае, темата кој отвори во јавност за трета делница, јас ја отворив. Јас станав министер во понеделник, поднесување на понуди беше до среда. Значи ја можев да го изигнорирам тоа целосно, да се заврши и никој да не знае за работава, и од кој ќе си заминам министер немаше да е завршена пругата и некој друг да го болеше главата, како што мене денес ме боли главата за автопатот Охрид-Кичево, кој што после 10,5 години не е завршен. Јас не сакам да се доведеме во таква ситуација. Сега во однос на дизајнот. Да, проектот е правен од стручњаци, не е правен од политичари. Сега ќе кажам колку се стручњаци. И мислам дека треба да се испровери што се е донирано во Македонија и кој го добива. Стручњаците се компанија која што не успеа да ја заврши Штипската болница и во Штип нема клиничка болница, како што знаете, истата компанија. Тие го имаат правено проектот? Добро, во делот одговорите од Европска инвестицијска банка и од делегацијата НЕУ, велат дека овој дизајн не е ништо невообичаено за таков терен, дека на глобално ниво има слични примери за тој терен. Ако ние имаме извори за нафта или рудници за дијаманти, се слагам, ама затоа што немаме ништо од тоа, затоа треба да видиме дали цената може оваа држава да ја издржи. Не мислам дека граѓаните на Кривопаланка или на Куманово се сретни да се потрошат 24 милиони евра за километар, кога леп таму луѓето немаат да јадат и секој ден преживуваат и пола од нив се иселени, работат по војни бази, работат по Западна Европа за да врзат крај со крај нешто да донесат дома во своите родни места и ние сега градиме пруга како сме Швајцарија. Тоа е прво. Второ, треба се изградат 22 тунели и 16 мостови. Самото тоа што на тендерот се пријавија несериозни компании, се кажува. До денес јас не добив одговор од ниједна од овие институции. Зошто не се пријави ниједна германска компанија, ниједна француска компанија, ниједна италијанска компанија, како три држави со добри железници. Повеќе од половина милиарда евра за 24 километри се многу пари за било каде во Европа и ова би било топ интерес на било која голема европска компанија. Зошто ниједна од големите европски компании не се пријави? Јас се ви одговорам. Затоа што мислам дека проектот не е изводлив. Разговарав со една таква компанија, ги прашав директно зошто не се пријавивте. Состанокот беше на друга тема, но искористив прилика и ми рекоа затоа што проектот не е изводлив. Еве ќе ви кажам еден пример. Согласно договорот, оној кој што ќе е избран, доколку е избран, треба да почне да работи оваа есен.
Но во истиот тендер пишува дека единствениот начин да се носат работници на трасата е преку пруга, затоа што во таков е теренот да не може да се пристапи по земјен пат. Значи камиони и автобуси не можат таму да одат. И единствен начин да се носат работници и машини е преку пруга. За да може да се носат преку пруга, треба да се заврши втората секција. Втората секција во моментов е изградена 20%. Касни изведувачот. Рокот му е до крај на следна година, веројатно ќе побара 2 години продолжување. Па како ќе го воведеме изведувачот оваа есен, а пругата нема да биде завршена ни до крај на 27 или еве додиме само по договорите. Толку се стручни овие што опишувале тендерот. Согласно иницијалниот договор за изградба на втората секција, таа треба да е завршена до крај на 25-та година. А за да се пристапи на третата секција треба да се користи пруга. Па како вие можете да речете дека ќе воведете некого во работа во септември 24-та, ако претходно сте пишале во претходниот договор дека треба да е завршен до декември 25-та? И на сите овие прашања, ја никогаш не добив стручен одговор. Уште нешто да ви кажам, не е познато во јавност. Може ли само јас некој прашање да поставам? Дел од парите се грантови. 150 милиона се од инвестицијската рамка за Западен Балкан. 200 милиони вкупно е грант. 200-210 милиони. И сега, еден од аргументите е дека ако не се тргне во реализација по овој проект и овој тендер или ако истиот тендер не се ретендерира, дека тие пари ќе се изгубат. Ќе се изгубат тие пари секако. Да ви кажам зошто. На тендерот се имаат пријавено 6 турски фирми и една грчка фирма, еве прв пат кажу. Грчката фирма е 250 милиони евра поскапа од проценетата вредност, што веројатно доволно кажува колку е изводлив проектот. Останатите 6, ја гарантирам дека нема намера да градат. Има намера да го земат авансот и да ги снема. Така нема пропаднат парите. Да. Тешко е ова обвинување. Не, јас сум многу директен. Јас секогаш сум директен. Тоа е неизводлив проект. Пак прашувам, зошто не се пријавија најголемите европски компании да градат? И нешто тргнавте претходно да кажувате, па ве прекинав. Рековте нешто што не е познато до сега во јавноста, сакам да го сообштам. Ние се обидовме да направиме диалог и се уште се надевам дека диалогот ќе се случи. Знаете дека еден од главните проблеми на оваа пруга е што завршува во тунел кој што не води никаде. А поентата да градиме пруга е да се поврзиме, не да не се поврзиме. Ние за до Крива Паланка. Ајде и за ова, нели има до Ѓуешево, има стара, но има пруга до Ѓуешево. Сега ќе кажам нови работи тука. Иначе нас поентата ако ние Скопје со Крива Паланка да го поврзиме, еве градиме експресен пат, готов ќе до нова година, ќе го поврзиме по екстра модерен пат. По кој што ќе се вози 110 до 130 км на час дозволена брзина. Во однос на пругата. Инициираше Европска унија диалог со Бугарија. Експертски се случи, политички се уште не е случен. Наводно, вие за првата понудена средба сте рекле дека не можете да и после прифатив 3, првата беше од приватни причини, после прифатив 3 термини и сега велам било кој термин, што ќе прифатлив за... Идејата е вие и бугарскиот министар за транспорт да се сретнат. Затоа што бугарската страна одби 3 термини, сега реков било кој термин, само да се сретнеме. Не верувам до изборите во Бугарија дека ќе сакаат да се сретнат. Не гледам логика. Но како и да е, на експертско ниво, бугарската страна призна, тоа го има во записник, дека нити имаат проект, спорувам од Ѓуешево до граница, нити имаат експроприација, нити имаат дизајн, нити знаат како ќе ја поврзат пругата од Ѓуешево до граница со Македонија. Но се само 2,5 километри. И дека можат најрано тоа да го направат на крај на 2026 година. Прва работа. И втора работа, за постојната пруга од Софија до Ѓуешево, затоа што нели поентата е да се поврзиме, затоа што е стара и нефункционална, им требаат 1,2 милиони евра или 2,4 милиони лева, за да ја реконструираат, кои што во моментов исто така ги немаат. Сега кажете ми дали е домаќински, одговорно и честно, да јас влезам во проект од 560 милиони евра, кој што нема не поврзи со никого и нема води никаде. Софија до Ѓуешево е функционална, по неја се обраќаат возови. Тие велат дека не е функционална, ова е во записник. Да, секој ден таму се обраќа воз, баш пред овој интервју проверував. Веројатно некој што вози со 20 или 30 км на час, за 60 до 80 категорија Б не е функционална. Добро, во каков е статусот сега на тендерот во моментот? Статусот е дека ние ги повлековме членовите, со тоа пропаѓа. И за надзор, и за изведба. Што значи тоа? Што вие намерате понатаму? Тоа значи, мислам дека треба да седнеме со Бугарија, која јас би и утре, ама претпоставам ќе сакаат
да завршат изборите и да се формира таму политичка влада, да заеднички направиме проект, да видиме дали ова линија најдобра или има подобри линии, ја мислам дека има подобри линии, и да заеднички направиме проект, заеднички најдеме финансирање и заеднички го тендерираме. Само така има логика. Сега, дали... Ако правиме башка ние, башка Бугарија, нема да се заврши никогаш. Дали... Ако настапиме заеднички како соседни држави, на заеднички повик, затоа што границите се вештачка работа, тогаш апсолутно мислам дека ќе се реализира. Дали дефинитивно се откажувате од идејата да ја градите пругата според овој проект и овој тендер? Не се откажувам од идејата да изградам пруга со Бугарија. Јас велам само дека ова што е сега понудено е неизводливо и не може да се реализира. А иначе сакам да се изгради пруга со Бугарија и ќе направам се да се изгради. Но овој тендер нема одново да го распишувате. Вако како што е дефинитивно не. Благодарам. Благодарам, беше задоволство.